Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој оваа 2021 година оствари рекордни исплати по сите три програми, со што реализацијата на средствата е над 99%. Исто така во текот на оваа година склучивме многу договори преку националната и преку ИПАРД 2 програмата. Во оваа година преку ИПАРД 2 програмата се склучени 507 договори со вкупна побарана сума од 16 милиони евра. Тоа се пари вложени во нови погони за производство на млеко, месо, пекарски производи, колачи, во отварање на туристички капацитети или модернизација на постојните, како и дел од овие средства се вложени во проекти од мерката за инвестиции во модернизација на земјоделските стопанства. Вкупно преку ИПАРД 2 програмата во 2021 година до денеска се исплатени 457 проекти и на сметките на апликантите се исплатени 9,5 милиони евра. Преку програмата за рурален развој исплативме близу 1,5 милиарди денари или над 24 милиони евра, што е реализација над 94% од проектираните средства. Овие средства се дадени за реализација на нови проекти преку мерката Млад земјоделец, за набавка на добиток со високо генетски потенцијал, за јакнење и економско здружување на земјоделците во задругите, како и голем дел од овие средства се вложени во капитални инвестиции за општините и нивните проекти. Со овие средства голем дел од општините направија целосно нови или ги обновија постојните патишта во руралните средини, дел за прв пат поставија водоводи и канализации во руралните подрачја и со еден збор од средствата се вложени за поквалитетни услови за живот на граѓаните од руралните средини. Преку мерките од програмата за рурален развој подпишавме и 50 договори за млади земјоделци со финансиска поддршка до 10.000 евра, доделивме над 260 договори за млади земјоделци со поддршка до 20.000 евра, а договори за поддршка од по 3.000 евра подпишавме со над 250 жени од рурални средини. Исто така, во тек на оваа година, доделивме 25 договори за набавка на комбајни со сецкалици за ориз. Само за финансиска поддршка во земјоделството, односно популарните субвенции, исплативме над 7,5 милиарди денари или 121 милион евра. Тоа се средства кои како директна поддршка се дадени за сточарите, за лозарите, за тутунопроизводителите, за градинарите, за овоштарите, целосно и неселективно. Иако заради пандемијата на почетокот на годината имавме работа во смени, голем број на луѓе користеа мерки, ние сепак успеавме сите мерки по програма од 2020 година целосно да ги исплатиме. Почитувани, сакам да ги информирам земјоделците дека од денеска отворен е и нов повик за сите оние кои имаат потреба да набават систем за наводнување капка по капка или да направат конструкција на бунари или пак зафати на површински води. Огласот е отворен до 27 јануари 2022 година, а барањата се поднесуваат електронски. Агенцијата заедно со Министерството за земјоделство и владата ќе продолжи да реализира и креира мерки за раст и развој на секторот земјоделство. За крај би сакал да им посакам на сите граѓани, на сите земјоделци и на сите почитувани медиуми кои што не следаа во 2021 година, среќни, божикни и новогодишни празници. Благодарам.